Ако нема друго што да се прави, јас ќе излезам во дворот. Прави што сакаш. Несрин? Јас баш се прашував кога ќе дојдеш по мене ти. Мораш ли толку да си злобна? Мораш ли постојано да ме навредуваш и повредуваш? Злобна ли сум? Извини, зарем јас реков нешто погрешно? Јас кога и да излезам од куќава настанува хаос, а ти слободно можеш да шеташ со различни мажи. Ти со кое право ме удираш, бре? Која си ти, кажи ми? Ако уште еднаш кажеш такво нешто за мене, Што ќе се случи, Што ќе се случи, Ипек, кажи ми? Ќе направиш да ме избркаат од работа? Види, Ипек, не ми се заканувај со работи што не можеш да ги направиш. Може би жените ништо не ти велат за тоа што се гледаш со маш од оваа куќа, но истото не важи за господинот Керим. Ако тој слушне за тоа, ќе се најдеш пред вратата. немој да се занимаваш со мене. Те предупредувам. Немаш граници. Боже, Боже, овие зошто се собираат во ова време? Оваа болка нема да помине. Господе, колку голем греф направив. Мама? Зафатена сум сега туба. Во ред, мама, ние излегуваме за кратко. Во ред и јас доаѓам сега. Секоја чест, мамо. Јас од кога ти кажав да дојдеш во соба, сега ли доаѓаш? Што да правиме, госпогице Несрин? Не успеав да стигнем, затоа што ја работам твојата работа, Керко. Боже, сега завршив. Боже, кажи ми што се случи. Работниците се собраа и си заминаа. Мамо, рекоа дека ќе одат на градилиштето, дека повеќе нема да се вратат тука. Види, овие се обидуваа што побрзо да ја завршат до градбата и да не префрлат таму. Сега изградбата престана. Јас денес бев кај Керим. Не ми дозволи да зборувам. Ми рече да ги следам правилата и да не се мешам во другите работи. Чекај малку, ти денес беше кај господинот Керим? Секако. На човекот му се смачило од твоите глупости и сега ќе ни сврлат на улица, така? Ќе видиш сега, ќе ни сврлат. Мамо... Молчи, што, мамо? Ти што се обидуваш да направиш, Керко? Види. Утринава стана, отиде кај господја Султан и се скара со неа, така? И тоа не беше доволно, си била и кај господинот Керим, и тоа не беше доволно, ја нападна Ипек потоа. И на сето тоа, господинот Синан беше сведок на се беше сведок. Каков проблем имаш ти? Ама, ти не знаеш како сите ме напаѓаат мене. Погледни ме, Несрин, ние зависиме од нив, тие не зависат од нас. Што се обидуваш да направиш, бети? Сакаш дома да се вратиш во малото? Види, Керко, ако сакаш да го добиеш тоа што го сакаш, подобро да најдеш друг начин, не вака. Користи ја главата. Прави што сакаш, но подобри го односот со господинот Керим. Едно време обиди се да не се појавуваш пред господјата Султан. Јас не сакам да си одам одовде, Несрин, ме разбираш ли? Дури тоа значи да бидам слугинка. Види, во иднина ќе биде многу подобро, Керко. Знам, те молам, послушај ме, Ќе биде подобро за двете. Опамети се, те молам, опамети се. Во право е. Навистина е во право.
Помислив дека го освоив светот со тоа што се бакнав со Керим. Човекот се однесува како да сака да ме избрка. Полудев јас. Навистина полудев. Многу ме интересира зошто толку те разочарав, мамо? Ајде сега кажи ми ти, кај Али што правеше во едно време? Кој ти го кажа тоа? Не е важно кој ми го кажал. Тоа се случи само еднаш или одиш често. Мамо, ти свесна ли си што зборуваш? Мислиш дека јас и Али се гледаме ли? Јас не мислам ништо, само прашувам. Те молам одговори ми на прашањето веднаш. Не прашуваш ништо, мамо, веднаш ме обвинуваш. Шш! Ке бе слушна зето, одбидете тивки. Знаеше дека е во сериозна врска со Шуле, како можеш да се вртиш околу Али Берен, кажи ми. Само така се случи, сите се изненадивме. Ти не се мешај! Селда, ке се смириш ли малку, те молам? Како да се смирам? Како прво Али не е маж за Берен, како второ тој е во врска со Шуле. Например, друга жена се обидува да ти ја уништи врската, тебе тоа ќе ти се допадне, Берен. Доста е, мамо. Ти се слушаш ли воопшто што зборуваш? Никогаш повторно нема да се доведам во таква ситуација. Нека прават што сакаат. Немој да ми кажеш дека излегуваш, Синан. Да, но по ручекот ќе излезам. Дојди да те видам, седни тука. Дојди, долго време не сме разговарале. Жените од ова куќа од сите тие интриги немаат време за други работи. Не зборувај глупости, бе. Баба, што зборува сега овој? Муздо деало од жените во оваа куќа. Вие излегувате ли? Да. Каде? Одиме со Берен да јадеме нешто. Би требало почесто да го правите ова. Всушност би требало сите заедно да го правиме тоа, мама. Во меѓувреме татко ми се врати ли? Не уште, ќе дојде за брзо. Татко ми не ти кажа, мама, Што требаше да ми каже Берен? дека нема да дојде на вечера. Кажа дека има состанок? Да, ме замоли да не кажувам, но јас му кажав дека ќе биде најдобро тој да се јави да ви каже. Сигурно заборавил. Мораш ли да се видиш со пријателите? Јас не морам, баба. Тогаш и ние да излеземе на вечера заедно, Селда, и Синан ќе дојде со нас. Ќе ми биде задоволство. Ој, душо моја. Ако сакате и ние ќе дојдеме со вас, ако сакате секако. Да, мене ми одговара. Вие не си ги расипувајте плановите, јас ќе одам со баба ви Синан. И да бидам искрена, не би можела да ја одбијам понудата на ова згодно момче. Ќе одам со син ми. Тогаш јас да се подготвам. Јас многу ви должам. Ајде да видиме. Ќе дојдам за кратко. Во ред, тогаш ние ќе одиме со такси, Мехмед нека ве однесе вас. А Берен, зашто не одите со автомобил? Може би ќе се напиеме неколку чаши. Тогаш сите заедно да излеземе, а вие вратете се со такси. Да, може и така. Конечно успеав да те видам. Конечно успеав да видам какво момче си станал.
Ај, убав синко мој. Ајше! Кој е? Ајше! Ај. Ти повторно ли дојде? Што бараш тука? Отвори ја вратата. Губи се од тука. Зарем не разбираш? Нели ти е срам уште да се вртиш околу оваа куќа? Види му, во прва прилика ќе го започнам бракоразводниот процес. Тогаш повеќе нема да можеш да доаѓаш тука. А само да го сториш тоа, Ајше. Хајде направи го тоа. Знаеш ли што ќе ти направам? Што ми излезеш од оваа куќа, ќе те фатам и главата нема да знаеш каде ќе ти биде. Ова нема да остане вака, Ајше. Многу почна да претеруваш. Ќе те убијам, мори! Ќе те убијам, Ајше! Добре дојдовте, господице Берен. Благодарам, подготвена ли е Да, масата? господице, повелете. Мене не ме ни погледна. Добро дојдовте, господине Керим. Добро те најдов, Меријем. Нема никој дома? Берен и Туба излегоа надвор. А поради тоа што мислеа дека вие нема да дојдете дома, госпоѓата Селда, Султана и синан излегоа заедно. Значи, после долго време, конечно сум сам дома. И мојата вечера се откажа, Меријем. Малку сум гладан, ќе ми направиш нешто за јадење, те молам, ќе дојдам за кратко. Секако, господине Керим. Ти благодарам многу. Дојде господинот Керим. За кратко ќе се симне. Да му спремиме нешто за јадење. Во дневната соба да спремам, татка Меријам? Да, душо. Однеси го приборот. Во ред, јас ќе спремам натре. Нема да имаш подобра шанса од ова да го фатиш насамо. Трчај! Јас ќе јадам риба. Јас ќе јадам месо. Ај, зарем е можно ова? Моли се да не дојде. Се очекувам од таа жена. Јас исто. Не гледај, Туба, не гледај.
Не гледај туба. Токму кога сакав да излеземе една убава вечер јас и ти, Да одиме да се поздравиме? Мислам дека нема потреба. Ама не видоа Али, зарем не е срамота? Мислам дека не треба да ги вознемируваме, Шуле, си седат Само без... ќе се поздравиме, Али, што има толку лошо? И ти зошто се вознемири толку? Навистина не ми е јасно зошто се вознемируваш толку? Ќе не избркате од оваа куќа со мајка ми, нели? Ќе не избркате само затоа што чувствувате нешто кон мене, затоа што се обидувате да го потиснете тоа. Несрин, Во ред. Во ред. Ако не сакате мене ниту лицето да ми го видите, ниту гласот да ми го слушнете. Но ве молам, не бркајте од тука. толку си убава, Несрин. Ме полудуваш на вистина. Како би можел да те избркам одовда? Добро, во ред. Во ред, штом веќе не сакате да сум тука, ќе си одам. Јас ќе си одам од оваа куќа. Несрин, те молам да не те видат овде, во ред? Да зборуваме подоцна за ова, може? Што правам јас? Што правам јас? Доаѓаат наваму. Здраво, девојки. Здраво. Здраво. Колку убава случајност е ова? Така е, да. Дојдовме само да ве поздравиме, толку. благодариме. А сакате да вечераме заедно? А не, да не ве вознемируваме. Какво вознемирување? Или ние вам да ви се придружиме? Може би друг пат. Во ред, Шуле, не инсистирај. Види очигледно е дека сакаат сами да бидат, нели? Во ред. Ама еден ден задолжително треба да одиме сите заедно. Да, зошто да не? На здравје нека вие. Се гледаме. Благодариме.
Јас во животот досега не сум видела ваква жена. Колкава случајно сте во овој огромен град да одиме на вечера во ист ресторан, нели? Како и да е, остави, јас сум многу гладна. Каде е тоа јадење веќе? И мајка ми помага на Шуле, само за Али што побрзо да се венча. Само така се случи, сите се изненадивме. И онака не знам како може да е толку опуштена со сите. Ајде. Ипек, подготвена е трапезата, така? Подготвена, тетка Меријам. Кога ќе дојде господинот Керем, ќе однесам јадење. Господине Керем, јадењето е готово. Ти благодарам, Ипек, нема да јадам. Можеш да го собереш. Оваа куќа никогаш не била толку празна и спокојна. Господинот Керем сасим, нали? Да, тетка Меријам, но рече дека нема да јаде и се врати во работната соба. Ми рече дека е гладен. Како и да е. Ипек, оди ти да учиш. И онака немаме многу работа. Во ред, тетка Меријам, но ако треба нешто, повикај ме. Во ред. Убава вечер. Пријатна вечер. Заарно, нека е мене. Нема ништо, си реков пред да се заминам да дојдам да зборуваме. Добро си направила, добро. Добро, во ред. Во ред, штом толку не сакате да сум тука, ке си одам. Јас ке си одам од оваа куќа. Несрин, те молам да не те видат овде, во ред. Да зборуваме подоцна за ова, може ли? Леле. Уште и во Малово се зборува дека Хазим ја тепа и малтретира жена му. Жената не те прима дома, бе. Јас сум толку мирен за да го земам оружјето. Инаку таа одлично знае што ќе направам. Сигурен сум дека е така. Како и да е, имаме работа. Работа? Возачот се разборел. Епа, шефот ми рече да најдам замена и му кажав дека ти можеш да го замениш. Беше малку тешко да го убедам во тоа. Ти благодарам, бе, Хусеин, да си жив. Секако, ќе ми должиш за ова, пријателе. Ќе добијам дел. Сакам процент од парите. Ама ова нема секогаш да биде вака.
Ако е проблем за тебе, не е проблем. Ајде на работа тогаш. Си замина чудовиштето. Мамо? Керко, Мамо, учев, сум го исклучила звукот на телефонот. добро ли си, Керко? Сакав да ти го слушнам гласот. Добро сум, мамо. Хазим дојде ли? Многу ли те вознемирува? Не, Керко. Никој не дојде. Ти не грижи се за мене. Мамо? Јас сега само можам да излезам кога сум слободна. Утре наутро дојди да ти ги дадам парите за во банката. Јас ја средив таа работа, ти не грижи се. Како ја среди? Ми помогнаа соседите и не брзаме никаде. Од кој сосед позајме пари? Мамо, јас одлично знам дека ти од никого не би земала пари. Керко, ти реков дека го средив тоа, ти немој да мислиш на тоа. Што направи, мамо? Хазим ти даде пари за да влезе дома? Ипек, зарем би дозволила Хазим да влезе дома само за пари? Секако, дека не мислам јас така. Извини, мамо, но не разбирам зошто не сакаш да земеш пари. Ќе дојдам утре, за да бидеш спокојна. Мамо, извини. Во ред е, Керко, не се растажувај. Утре наутро ќе дојдам. Во ред, мамо. Добра ноќ. Добра ноќ. Секоја чест и пек во ова време успеа да ја повредиш. Во Извинете. тоалетот имате посебни крпи за флеки. Туба јас веднаш се враќам. Јас ќе одам до тоалет. Јас да викнам сметка, така? Ама се уште не завршив со јадење? Шуле, види, дојдов само поради тебе. Многу сум изморен, те молам. Ама ако не ти откажаа програмата за денес, ти се уште ќе беше надвор, али? Ама ја откажаа, Шуле, нели? Те молам, многу сум изморен. Сакам да си одам дома. Те вознемири тоа што Туба и Берен се тука, така? Не зборувај глупости, Шуле, каква врска има тоа? Јас ќе одам до тоалетот, али? Ти си истори вино? Да, Чека ќе ти помогнам. нема потреба. Јас ке средам. Кој е твојот проблем, Берен? Зошто си толку гневна? Кога и да те видам си лута, вознемирена, да? Да не ми се лутеш затоа што ќе се омажам за Али? Ме вознемирува тоа што се обидуваш да влезеш во моето семејство. И ме нервира тоа што се однесуваш како да сме пријателки 40 години. Тоа што ќе се омажиш со Али не значи дека ќе станеш дел од моето семејство, Шуле. Каде и да погледнам, секаде тебе те гледам. Не би било лошо да се навикнеш на тоа. Нема потреба на ништо да се навикнувам, душа. Може би Али и моето семејство не можат да го видат твоето вистинско лице, но јас одлично гледам. Видов како полуде за една малечка ситна работа. За 2 недели ќе се венчаме со Али. Ќе почнам да работам и во фирмата.
И да сакаш, и да не сакаш, ќе станам дел од твојот живот, душо, и тоа како супруга. Како супруга, нали? Штета. Ако мислиш дека ќе станеш дел од нашите животи како супруга на Али, многу грешиш. Али е некој кој само порасна во нашата куќа. Многу е глупаво што мислиш дека ќе станеш дел од нашето семејство кога ќе се омажиш за него. Рековте дека пораснавте како брат и сестра со Али и господинот Керим го гледа како негов син. Значи тоа биле само празни зборови, така ли? И Али многу ќе се растажи кога ќе слушна дека за вас бил само едно мало сираче. Нема да одиш со Шуле на лекар? А зошто да одам туба? Како зошто? Нема да одиш со неа на контролите? Мислам дека Шуле може и сама. Ти си таткото, зарем не сакаш да си го видиш детето на ултразвук? Глупости? Дојди и Берен. Да одиме туба. Јадењето уште не е завршено, Берен. Не сакам повеќе ниту ти, ниту Шуле да сте ми во близина. Постојано го чувствувам вашиот здив на мојот врат. Доста е веќе. Туба, ти платија сметката. Јас ќе те почекам надвор. Доред. Мамо, јас ќе му подготвам нешто на Керим за јадење. Чека, Кирко, да не те види госпоѓа Меријам, немој. Ти го привлечеш вниманието. Ништо нема да се случи. И онака и пек е во соба учи. Јас ќе средам без да ме види Меријам. Господјата Хандан почна многу чудно да се однесува во последно време. Што се случи сега? Пред некое време ми го побара бројот на Аиша, а потоа се замина. Го отворила семејниот албум. Ги гледала фотографиите, каква врска има тоа? Беше отворен да меријам и да знаеш, оттаму само една фотографија недостасуваше. Боже, Боже. Кога ќе дојде Аиша, ти обиде се да извлечеш нешто од неа, може ли? Очигледно е дека не сака со мене да разговара. Ја што ке зборувам со таа жена, Емине? Ама ти ќе најдеш нешто да меријам. Не зборувај глупости. Што да ја кажам? И онака се е очигледно. Зарем остана нешто што треба да ја прашам? Да меријам, знаеме дека децата се заменети. И знаеме кој е чие дете, ама не знаеме зошто се замениле децата. Ама не мине, ти постојано ме мешаш во овие твои работи. Јас и онака не сум спокојна. На сето тоа сега ме тераш и да дознаам зашто го направиле тоа што го направиле, па не можам тоа да го направам. Да меријам, ама ти мојата намера... Емине, во ред, ајде доста, ајде добра ноќ. Да меријам, добро, ќе зборуваме за нешто друго, може ли да останам само? Но многу е доцна, Емине, кој знае колку е часот. Што се случи сега? Се скаравме со домашните. Зошто? Дојде се нашите роднини на гости. Сушност дошле како стројници. Добро, зарем е лошо да си создадеш семејство? Какво семејство, жити Бога, да меријам, не зборува како мајка ми. Ако прифатам, ќе морам да се преселам на село. Што барам јас таму? Подобро да ја трпам Хандан. Утре сум слободна. Вечерва ме очекуваат. Емине, види, ке се најде некој начин. Види, сигурно нема да те омажат со сила. Да меријам, ти не ја познаваш мајка ми воопшто. Ќе ми го изваде низ нос, постојано ми врши притисок да се омажам. Емине, да продолжиме со овој разговор утре. Многу е доцна. Ајде, ќе смислиме нешто. Ајде, добра ноќ. И да останам овде, очигледно ништо нема да се смени. Господине Керим, јас помислив дека може би сте гладен, па ви подготвив нешто за јадење. Ти благодарам, Несрин. Не сум гладен. Извинете што влегов неповикана во вашата канцеларија.
Не е важно. Ама би ми било мило доколку не го повториш тоа уште еднаш. Затоа што ако некој те види, може погрешно да свати. А за она што се случи минатата вечер... Се каете, нели? Во право сте. Не се каам. Само да знаеш што се видал за да те допрам уште еднаш само. Штом ништо не ми одговоривте. Дојди. Колку убаво што излеговме, нели? Многу ти благодарам што дојде со нас синан, душо. Кога и да посакате, тука сум за вас, господја. Дојдоа ли кери ми девојките? Го видов автомобилот на татко ми надвор беше. Значи дека рано завршил со работа. Добро да си легнам јас. Во ред. Ајде, добра ноќ, деца. Добра ноќ, мамо. Ај. Јас додам да видам татко ти да не е во работната соба. Несрин, ти среќна ли си овде? Можеш да бидеш отворена со мене. Ако не си, тогаш и за тебе и за мајка ти... Разбирам. Изгледа повеќе не сакате во оваа куќа. Јас му подготвив нешто за јадење на господинот Керим. Ти благодарам, Несрин. Сте биле на вечера, Селда? Кога ти не ме удостои да ми јавиш дека нема да се вратиш дома, девојке ти излегува. Мајка ми и јас не сакавме да останеме дома. Јас всушност ти кажав на Берен, ама во право си, заборавив да ви се јавам. Во последно време постојано забораваш такви работи. Не се ни обидуваш да не известиш дека нема да се вратиш дома. И секоја вечер се враќаш доцна, наутро си заминуваш рано, постојано. Што се обидуваш да кажеш со тоа, Селда? Постои ли друга? Не зборувај глупости. Во последно време се оддалечуваш од твоето семејство. Не те интересираат ниту сина, ниту ќерката, а јас пак воопшто не те интересирам. Ме покани на вечера, а те немаше никаде. Не се ни јавуваш да ми кажеш дека нема да се вратиш дома и дека ќе задоцниш, те нема никаде. Всушност ти си таа што се оддалечува од семејството. Со години чекам да се поправиш, ама посебно од раѓањето на сина не успеа да се прибереш никако. Цело време си ладна, цело време си дистанцирана. Се што правише како да ти е задача некоја буквално. Како можеш да ме обвинуваш за такво нешто, Керим? Јас не те обвинувам, Селда. Само ти кажувам што се случува во нашиот живот. Нашиот брак буквално виси на конец постојано. Нашиот брак виси на конец и само јас сум виновна за тоа, така ли? Ти одлично знаеш што сакам да кажам со тоа. Јас се не знам што сакаш да кажеш со тоа, Керим. Ти пронедов ланче во автомобилот, Несрин рече дека е неизино. Ајде си реков да не претерувам. Потоа почна доцна да се враќаш дома, почна да не се јавуваш. Не ми се допаѓа тоа што почна толку често да се гледаш со Хасан. Види, ако има нешто, ако почнуваш, те молам заврши го. Спроти тебе не стои Синан, Селда. Не можеш вака да зборуваш со мене. А и само јас одлучувам со кого ќе се гледам, а со кој нема да се гледам во животот. Немам никој во животот. Ниту нешто започнувам, се разбира, глупости се тоа. Сега си одам и вечерва не се враќам дома.
Каде отиде татко ми во ова време? Што се случило, да не се скарале? Колку тешка ноќ. Сето зло што се случува некако успева нас да не пронајде. Сигурно се налутила поради тоа што татко ми не ја известил дека нема да дојде, сигурно поради тоа се скарале. Можно е. Како и да е, јас одам да си легнам. Цел пат не изговори ниту еден збор, али? Што се случи помеѓу тебе и Берен, Шуле? Од каде излезе сега ова? Шуле, престани да си играш и кажи ми што се случи. Ништо не се случи, али? Не знам што ти се врти во главата, ама... Ти постојано си околу таа девојка, Шуле. Јас не можам да разберам зошто го правиш тоа. Ама јас не се обидувам постојано да сум околу Берен, али? Дури и тоа да е така, тебе зошто те интересира толку? Види, Шуле, ова семејство тебе те прифати прво како моја девојка, а потоа како моја сопруга. Те молам, однесувај се соодветно. Берен вечерва на многу јасен начин ми кажа дека тебе ти израснале само затоа што си немал никој и дека ништо не им значиш, али. Тоа ми го кажа. Јас однесував така затоа што рече дека тие се твоето семејство. Ама биди сигурен дека повеќе нема да се однесувам така. Од сега понатаму, твоето семејство ќе бидеме јас и нашето дете. Добра ноќ. Добра ноќ. Се врати ли господјата Селда, тетка Меријам? Се вратија. Тетка Меријам, изгледаш многу уморено. Види, ако сакаш утре не станувај рано, јас ќе средам се што треба. Ке станам јас. Ти имаш испит на крајот на неделата. Обиди се да учиш кога и да имаш време. Тетка Меријам, јас кога да седнам и да учам, мислам на тебе. Ипак, нема потреба да се грижиш за мене. Јас си го проживеав животот, видов се што има да се види. Ти треба да си ја градиш иднината сега. Ако постојано мислиш на други работи, нема да можеш да успееш во тоа. Јас на некој начин успевам се да завршам. Ти само грижи се за твоите испити. Во ред. Сирота девојка. Зошто си толку гневна? Кога и да те видам си лута, вознемирена, да? Да не ми се луте затоа што ќе се омажам за Али? Ме вознемирува тоа што се обидуваш да влезеш во моето семејство. И ме нервира тоа што се однесуваш како да сме пријателки 40 години. Тоа што ќе се омажиш со Али не значи дека ќе станеш дел од моето семејство, Шуле. Каде и да погледнам, секаде тебе те гледам. Не би било лошо да се навикнеш на тоа. Нема потреба на ништо да се навикнувам, душа. Може би Али и моето семејство не можат да го видат твоето вистинско лице, но јас одлично гледам. Видов како полуде за една малечка ситна работа. За 2 недели ќе се венчаме со Али. Ќе почнам да работам и во фирмата. И да сакаш, и да не сакаш, ќе станам дел од твојот живот, душо, и тоа како сопруга. Како сопруга на Али. Штета. Ако мислиш дека ќе станеш дел од нашите животи како сопруга на Али, многу грешиш. Али е некој кој само порасна во нашата куќа. Многу е глупаво што мислиш дека ќе станеш дел од нашето семејство кога ќе се омажиш за него. Рековте дека пораснавте како брат и сестра со Али и господинот Керим го гледа како негов син. Значи тоа биле само празни зборови, така ли? И Али многу ќе се растажи кога ќе слушна дека за вас бил само едно мало сираче. Сигурно ќе му каже на Али. Аман, повеќе, ништо нема да ме интересира.
Стареам. Дали ќе ми се случи истото што и се случи на Милтам? Дали Керим би ми го направил тоа? Рече дека нема да се вратиш. Знаеш дека не сакам да спијам на место кое што не е мој дом, Селда. А и сакав да ти кажам дека не е онака како што мислиш, не постои ни една друга жена. Ми се врати мене. Кога тогаш ќе попушти? Мојата младост и убавина ќе го полудат.